визионери и хроничари на народната душа. Ете тоа биле и се собирачите и афирматорите на македонското фолклорно наследство, чие дело создало една прекрасна, вистински неисцрпна ризница на се она умотворение создадено од македонскиот колективен гени. Во следниве минути наш гостин е еден од најистакнатите научни истражувачи и афирматори на македонската народна култура. Професор доктор Марко Китевски, чија што ета поред книга излезе од печат. Професор, од вашето гостување во октомври минатата година, еве го ветувањето исполнето. Добри ни дојдовте во неделниот магазин. Добро најдов. Ето тоа е, ветувањето исполнето. Реткост, меѓутоа, ако ми дозволувате, значи, ова е петиот дел од... Петиот том од одбраните дела. Така? Значи, се работи за одбрани дела. Секој во поодминати години, вака како мене, сака тие постарите материјали објавувани пред 50 години или подоцна, да соберат на едно место, да бидат подостапни и за читачката публика и за специјалистите по одредена проблематика. И така и јас пред 5 години почнав да објавувам одбрани дела. Ова е петтата книга со поддршка финансиска на Министерството за култура. И ако дозволувате, вела дека навистина ништо не е случајно во животот, значи во предговорот на оваа пета книга од циклусот одбрани дела на македонската народна култура за македонскиот фолклор се вели следново. Со овој ракопис се одбележуваат 80 годишнината од објавувањето на збирката на македонски народни песни од Блаже Коневски во 1945 година. Објавувањето на ракописов се совпаѓа со 210 години од објавувањето на првата македонска народна песна од Вук Караджич во 1815 година. 165 години од објавувањето на збирката на Стефан Верковиќ во 1860 година. 215 години од раѓањето на Димитар Миладинов во 1810 година. 195 години од раѓањето на Константин Миладинов 1830-та, 155 години од раѓањето на јеродјаконот Јосиф од манастирот Пречиста во 1870 година и 135 години од раѓањето на Јосиф Чешмеджиев во 1890 година. Ништо не е случајно, професоре, или намерно можеби го темпиравте издавањето на книгата? Значи, јас сакав, бидејќи не видов дека некој друг ќе го одбележи тој јубилеј на збирката на Блаже Коневски, што носи таков наслов збирка на народни песни, на македонски народни песни. Таа збирка е објавена 45-та година, 1945 година, непосредно по војната, кога немавме литература развиена, како сега, кога немавме ни преводи од странска литература, кога имаше недостиг од литература, од поезија, Блаже Коневски ја подготви таа збирка, подоцна има уште 2 изданија, значи вкупно 3, ја подготви таа збирка која што беше во таа функција да биде учебник за младите генерации и се користеше во сите степени на образованието. Таа збирка има антологиски карактер, значи најубавите песни од зборниците на Миладиновци, на Шапкарев, на Икономов, од познатиот зборник на народни умотворенија од Софија и од други во тоа време достапни книги. Коневски ја направи таа збирка која што изврши многу важна улога во нашата култура и сакав еве по тој повод како 80 годишнина да го одбележам тоа. Не сум видел дека некој друг ќе го одбележи или дека има намера да го одбележи овој јубилеј, но ете, мое е тоа да го направам. Ви благодарам за тоа. Меѓутоа, да се вратиме малку на почетокот. Кога всушност датираат најстарите извори, од кој период се за она што значи... Вака, значи, едно е најстари сведоштва за постоење на фолклор, тоа е некаде 8 век во времето на Византија, византиските писатели тоа го сведочат.
Првите записи на песни се од 16 век, но тие не се објавени тогаш. Првите објавени се од Вук Караджи 1815 година. Тоа е таа песна "Не рани рано навода доз белолико", која што е објавена во неговата збирка Српска народна поезија и меѓутоа неколку години подоцна Караджи ќе објавил уште 20 песни, вкупно 27, па тие се застапени во една мала книшка. Значи тоа е првата мала книшка со македонски песни. Тие сите се од Разлог. А во 1860 година Стефан Верковиќ веќе објави на голем зборник со македонски народни песни од егејскиот дел на Македонија, иако има таму песни и од Велешко, и од Дебарско, од разни краишта, сепак тоа е еден поголем зборник, со кој тоа е само една година пред зборникот на Миладиновци. 1861 година Миладиновци го објавија тој епохален зборник кој остави траги во македонската култура. Професоре, во оваа книга вие правите не само анализа и не само еден редослед на се она што значи излегување на разни дела од различни запишувачи и афирматори на македонската народна култура. Меѓутоа, овде се поместени и сите оние личности кои што го собирале македонското народно културно богатство, меѓутоа го издавале на туѓи јазици, имајќи ја предвид нели историската конотација и се она што се случувало на овие простори. Колку е важно да се оддаде почит и на таквите собирачи, затоа што како што потенцирате можете често нели во вашите дела, важна е суштината, дека тоа е со потекло, со корен од македонската земја. Во Македонија не постоеле услови за објавување на книги. Само една збирка на Васил Икономов е објавена во Солун. Другите сите се објавени во странство. Збирката, што спомнавме, на Стефан Верковиќ е објавена во Белград. Другите Миладиновци во Загреб. Поголем дел од книгите се објавени во Софија. Некои во Цариград. Во тоа време такви биле условите, не можело македонското име така лесно да се пробива. Значи, тие што читаат, знаат за условите во кои се наоѓала Македонија, за дејствувањето на пропагандите, за тешките услови за работа, за тешките услови за собирање на народни умотворби, а за објавување веќе и да не зборуваме, па така македонските народни умотворби најчесто добивале туѓи национални обележја. Тука делувале и разни туѓи собирачи, како Милоевиќ, да речеме, кои што на песните им додавал стихови во смисла да ги направи српски народни песни и така и ги објавувал како српски народни песни. Објавувани се и во Петроград македонските народни песни, зборникот на Драганов е доста значајна книга во тој поглед, така што тоа биле такви услови, меѓутоа јасно е за оние што сакаат да гледаат дека се работи за македонски народни умотворби, за македонски јазик, од македонска територија. Најчесто на народните умотворби се бележани и информаторите и местата од каде што се бележани, така што имаме точен увид од каде се тие песни. Затоа овие материјали се интересни и за дијалектолозите, не само за фолклористите. Професоре, а од друга страна пак сега колкаво е значењето на нашите, на македонските собирачи, запишувачи и афирматори на тоа безценето богатство на македонскиот колективен гени. Со каква обврска, со колкава одговорност го превземале овој чекор? Видете, тоа било многу опасно во тоа време да се запишуваат народни умотворби, бидејќи некои запишувачи викаат
овие слепите гуслари конкретно, кога ќе пееле некоја песна борбена за Марко Крали и другите јунаци, вика ако се појавеа Аскерот, ако се појавеше турците, одма ја свртуваа на религиозна песна, бидејќи беше опасно да се пеат борбени песни. Тоа било и запишувањето било ризично и пеењето. Еден американски дописник на весници, Алберт Сониксен, што бил во Македонија со комитите неколку години, во книгата Исповед на еден македонски четник пишува тешко на тој што ќе го слушнеја да ја подпевнува или да ја подсвирнува таа песна. Децата ќе беа натепани само со некоја шлаканица, вели, ама возрасен да ја пееше таа песна, ќе имаше големи последици. Така што тоа било ризично, меѓутоа ете желбата да се остави нешто на генерациите била посилна, па имаме навистина богати записи од сите краеви на етничка Македонија и тоа е нешто што треба да го негуваме и да го афирмираме, а тоа можеме да го афирмираме најдобро во образованието, но за жал во нашето образование фолклорот е исврлен од програмата и од лектирите, од се. Значи, фолклорот македонски што е ценет во светот, кај нас е подценет и воопшто не му се придава значење. Овие прилика е јубилеите кога ќе имаме јубилеј. Еве, јас во една пригода напишав дека после 5 години се навршуваат 200 години од раѓањето на Григор Прличев и на Константин Миладинов. Тој прилика уште сега да се почне со подготовки, да се формираат одбори, да се поканат луѓе, симпозиуми, да се направат па конкурси, да се распишат во училишта, во едно друго. А ние што правиме? На почетокот на годината, кога ќе дојде, ќе речеме што треба годинава да одбележиме, ова ќе го одбележиме со еден говор таму и ај со здравје. Одовде, се извинувам, одовде ми се наметнува едно друго прашање. Каде се пак тука медиумите? А медиумите си имаат свое место. Медиумите може многу да направат во афирмација на ова, но велам, фолклорот во Македонија, барем овој фолклор што е пишуван фолклорот. Не зборувам за песните, и песните своја приказ на народните песни, меѓутоа овие пишувани форми воопшто не се афирмирани и се така некако запоставени и потиснати. Професоре, кој беше моментот ви изненади или нешто ве трогнали од почеток, иако толку многу децении вложивте во истражувањето на па и на судбините, и на делата, и на судбините на запишувачите и афирматорите на македонската, на богатството на македонската народна култура. Што е тоа што од почеток ве можеби ве допре? Кога станува збор за оние не толку можеби многу познати запишувачи на кои ете вие во вашата книга им одавате достојна почит. Вака, значи, тоа е тоа што јас потекнувам од село и тие содржини ми се од раѓањето присутни, значи и обичаите, и песните, и приказните, изразнал сум со тој фолклор. Значи, тука има некои помалку познати собирачи, да речеме Серафим Бојанов, кој што има една збирка од слепите гуслари од Разлошко, но и други материјали запишани. Јас објавив и книга од неговите записи, но и тука е застапено тоа студијата за него. Јосиф Чешмеджиев е
помалку познат во однос на тоа што го има направено тој. Тој бил и музички образован деец, има и опери пишувано на македонски теми. Потоа јеродјаконот Јосиф од Кичевскиот манастир, една многу интересна личност. Тој млад починал, живеел тој е роден во Крушево, бил одушевен од природата на Кичевскиот манастир пречиста и се преселил таму да живее. Еден голем патриот што бил посветен само на религијата и на револуционерната борба. Ден е бил свештеник, ноќ е комита и живеел за своето дело. Има запишано некои материјали, пословици, гатанки, прозни материјали и така ги најдов, тие ги објавив. Тука има и други луѓе што кај нас малку се познати како собирачи, но ете, сакав тука да ги објавам и така да направиме една слика на собирачите на македонскиот фолклор од првите сведоштва за постоење фолклор до денес. Всушност и најголемиот број од нив, нели, кои што и чие што дело го прават се тоа на што ние денеска го знаеме за себе и за нашата традиција. На 4. мај 1903 година загинува апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. Вие третиот том од одбраните дела на насловната страница ја имате сликата на Гоце Делчев. Која е улогата на Делчево, на што значи? Таа книга за македонските борбени песни и вториот дел е антологија на револуционерни песни од епохата на Илинден. Гоце Делчев е најопеан лик во револуционерните песни, а во вкупното македонско народно творештво е веднаш после Марко Крале. Марко Крале е најопеан и кај балканските народи и во македонското творештво, но Гоце Делчев е во револуционерните песни. Има неколку стотини песни за Гоце Делчев, толку нема за ниеден друг јунак. Зошто е тоа така? За Гоце Делчев се пееле песни уште додека бил жив. Тој бил толку популарен меѓу народот, што народот уште пред историчарите да го вреднуваат неговото дело, народот му подигнал споменик со народната песна.
Ајде па набери малиној моме трендафи. Ајде па накити малиној моме делче војвода. Гоце Делчев, најопеаниот лик во македонската народна поезија, меѓутоа на 4 мај пак 2001 година македонскиот народ се прости со една од најголемите музички икони во историјата на македонската култура. Васка Илиева, вие во 2000 година по повод 50 години естрадна дејност на оваа наша исклучителна певица и народен уметник, ја издадовте монографијата Васка Илиева. Која беше пак, кој беше значењето? Што беше најголемата оригиналност, посебност на Васка Илиева? Уште кога се навршија 45 години од дејноста на Васка Илиева, подготвив еден ракопис, кој што тогаш не беше објавен, но се објави за 50 годишнината. Васка Илиева почина на 4 мај, исто како Гоце Делчев. Почина во својот дом, спремајќи се да дојде овде во телевизија да пее песни за Гоце Делчев. Зборуваше: ќе живеам додека пеам, или ќе пеам додека живеам, и тоа навистина така беше. Васка е неповторлива со нејзините песни кои што остануваат како еден културен споменик на македонскиот народ. Некои нејзини песни се неповторливи, но Васка е значајна и како автор на песни, и како автор на текстови и на мелодии. За кој што нели пред малку. Да, и таа запишувала песни од своји роднини, пријатели во тоа време кога не беше како сега, медиумите не беа, кога мораше да се запишува по луѓето, и таа има доста запишано, има доста и создадено песни нејзини, така што но Васка даде многу за својата татковина, но татковината не ја даде најзе ништо, бидејќи таа на подминати години пред смртта се жалеше: дадов толку за татковината, за Македонија, а дочекав пензија од Србија да добивам. Таа имаше пензија 200 марки од Србија, а овде не ја даваја пензија, немала уште неколку месеци. И така, но секогаш одеше таму, најчесто пееше на хуманитарни концерти. Особено на тие тогаш свиждања што ги правеја на границите, па меѓу иселениците да не зборуваме веќе колку пати, и самата немаше евиденција колку пати учествувала на концерти, на разни приредби. Но таа живееше за песната и за народот. Ќе речеше: ме викаат, ме чекаат таму. Таму викаат: Васка ќе дојде. И последниот пат кога одеше во Пустец, таму кога пееше во едни лоши временски услови, кога и се разболе, викаше: ама како да не појдам, народот ме чека таму, знаат дека ќе појдам. Тоа беше Васка. Остави спомен, остави едно дело, ние сме должни да го почитуваме и да го вреднуваме тоа дело.
обрнувате внимание и на она што се вели современие. Време во кое што, да кажеме, ансамблот танец и значењето на ансамблот танец во она што го презентира како духовно наследство на домашните и на меѓународните сцени. За фестивалите и традициите од Прилеп и Прилепско, од Охрид и Охридско, за фолклорот од Дебрца, за етнолошките и фолклорните традиции на Малешевскиот крај, за сета она пребогата ризница на колективниот гени од Егејска Македонија, на македонците со исламска вероисповед и така натаму и така натаму. Професоре, кога да очекуваме следната книга? Господ кога ќе даде. Работите сега на? Се е Божја промисла. Работам на повеќе теми. Нека остане тоа за друг пат. Нека остане за вашето следно гостување во емисијата Неделен магазин. Ви благодарам за делото, професоре. Ви благодарам и јас за поканата. И секако, благодарност за учеството во ова издание на емисијата Неделен магазин. Да се видиме за добро. Ете, тоа беше професор доктор Марко Китевски во ова издание на емисијата Неделен магазин за петата поред книга од одбраните дела, книгата за македонскиот фолклор. А ви останете понатаму со нас. Кој што ме чуе да пеам, тој мисли така, јас немам. Јас се си пеам весела, тагите да ми помина. Јас се си пеам весела,
ти